Стирежи, нервоза, гужви по улиците, ова е сликата на градот Скопје во последните неколку дена. Но не само во последните неколку дена. Нема, па градот ќе биде блокиран од некој што протестира. Без да навлегуваме во причините за протестот и дали се во право тие што протестираат, сепак граѓаните имаат проблем. Не може да стасаат наутро на работа, не може да се стасаат дома ниту во попладневните часови. Ова неретко ни се случува. Последни во низата во последните неколку дена е протестот на приватните превозници. Тие буквално го блокираат целиот град со тоа што ги поставија своите автобуси и ги блокираат трите клучни раскрсници во градот, кај Мавровка, кај Црвен крст и кај бараките кај градот Скопје. Сега, прашањето е дали е ова легално, дали може на овој начин да се изразува незадоволството. Законски, како што ние анализиравме во Скен, се е во ред, меѓутоа дали е и законот во ред за тоа да може вака да функционира. Граѓаните реагираат, на социјалните мрежи врие. Сите негодуваат дека на овој начин се прави на некој начин се прави политичка пресметка или пак бизнис пресметка помеѓу одредени индивидуи, а трпат граѓаните. Многу се постовите на Facebook каде што велат дека ова не смее да се дозволи да се случува, дека не смее да им се дозволи на кој да протестира на ваков начин да го буквално блокира целиот град и да има колапс во сообраќајот. Последен во низата кој што реагира е и министерот Ристо Пенов. Тој вели дека ова е еден вид на самоволие, а и дека владата и државата имаат начин како ако треба и насилно да ги тргнат превозниците. Не можам да кажам кои мерки ќе ги преземеме, но ја следиме таа ситуација. Непријатна е, преголеми штети трпат граѓаните заради, па можам да речам некаква самоволие кое е присутно на улиците од Скопје. Ние доаѓајќи на Кеструмица едва излеговме од Скопје, непотребно. Тој протест треба да биде насочен кон тие што го креираат или тие што мислат дека им го креираат, а вака штетата ја плаќаат граѓаните. Ленин Јовановски му одговори на Пенов. Вели и тенкови да донесете, па дури ако треба пукајте во превозниците кои што штрекуваат, во шоферите, но начиот протест е легален. Тој вели дека навреме го пријавиле протестот во МВР, што е и точно. Според информациите до кои што ние дојдовме, тие имаат најавено протест, го најавуваат од ден за ден, значи 48 часа пред протестот да се реализира. Зошто ова се прави? Затоа што тие на МВР му даваат детални информации каде ќе протестираат и кои улици ќе ги блокираат. А МВР според законот има обврска да провери дали со тоа се блокираат некои клучни институции како што се болници, училишта и така натака. Доколку не, односно доколку има било каков друг приод, друга траса да се стигне до овие места или до другите делови од градот, МВР нема право да им забрани да ги блокираат овие раскрсници. Сепак, министерот Оливер Спасовски реагираше и апелира да седнат на маса и да ги решат проблемите градот Скопје и приватните превозници, а не да ги држат во заложништво сите граѓани. Овде се судираат едно со друго од правата. Едно право кое што исто така на слобода, на слободно движење и така натаму, од една страна, другото право на протест. Разгледуваме и опции со Министерството за правда од утрово во однос на оваа дебата. Меѓутоа јас апелирам да се седне и да се разговара во однос на целиот овој процес. Тие кои што го создаваат проблемот ќе мора да седнат и да разговараат и да ги вкрстат аргументите. Инаку не можеме да бидеме апсолутно како држава, како град, како граѓани да бидеме заложници на тоа што некој се скарал во политички субјекти и на основа на нивната кавга сите да бидат блокирани како град и како граѓани. Протестите, јавното искажување на незадоволство се загарантирани освен со Уставот и со Законот за јавни собири. Јасно е кажано дека секој има право да протестира и да го изрази незадоволството доколку ги почитува законите и правилата. Во законот стои во членот 1А. Правото на граѓаните на мирно собирање може да се оствари на начин со кој мирно ќе го изразат јавниот протест, но нема да се ограничува правото на граѓаните кои не учествуваат во овој собир на слободно движење. Ова е во членот 1А. Меѓутоа, многу е нејасно дали да се толкува како немаат право да го блокираат сообраќајот или пак доколку имате од друга страна, од друга уличка да стигнете каде што сте тргнале, тогаш
според овој закон тие имаат право да блокираат. И во неколку други членови во истиот закон се споменува движењето. Во членот 4 вели заради заштита на правата на граѓаните, нормалното одвивање на сообраќајот и така натака има одредени ограничувања. Во наредниот член 6, кој што е од истиот закон, вели дека Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавниот собир во случај кога неговото одржување е во спротивно со меѓународните договори со кои е предвидена обврска за непречено одвивање на сообраќајот. Меѓутоа, сето ова се однесува јасно и гласно само на автопатите и на магистралните патишта. Веќе имавме искуство со обиди за блокирање на автопатите, оние кои што се обидува да го блокираат автопатот добија казни. Во законот е јасно и децидно кажано дека автопат не може да се блокира, но никаде не е споменато ништо за градските улици. Се обративме до неколку експерти, до неколку институции, сите велат дека улиците и сообраќајот во град Скопје е под градот Скопје и нивните инспектори за сообраќај. Овој протест е легално најавен. Тоа што прави проблем е што оние придружни улици, траси од каде што сега може да се движите се мали и создаваат колапс, тоа не е проблем. Меѓутоа, проблем што велате граѓаните. Овој закон, веќе 10 собраниски состави се обидуваа на некој начин да го изменат. Никој не успеа, сите попуштија. Последен пат обид за измена на овој закон имавме во 2019 година, кога владата тогаш бараше да се забрани да се протестира околу владини институции, амбасади, конзуларни представништва и така натака. Ова најде на силен одек и негодување од јавноста, дека каде ќе протестирате ако не пред јавни институции, најчесто се протестира пред институциите на владата и така натака. И овој закон, владата под притисок на јавноста, тогаш предлог закон го повлече. Од тогаш до сега никој не го чепнал. Експертите кои што ние ги контактиравме велат дека мора да се регулира на некој начин овој закон, да биде јасно што се може, што се не може, со оглед на тоа какви ни се улиците низ градот Скопје. Додека некој не смогне сили да го реши ова, ни остануваат свирежите, гужвите и да се молиме дека ќе има се помалку протести.